Пред нас имаме навистина прекрасен ден, подготвен за уште едно возбудливо возење во Влези вози. Тоа значи дека ова издание не сакате да го пропуштите, бидејќи имам гостин кој што ќе го задржи вашето внимание до последната секунда од нашето возење. За убавецот на скопските улици или прекрасниот автомобил се погрижија Рентакар Џорџ, а кој седнува зад возачкото место, дознавате веднаш. Мојот денешен гостин има кариера колку што јас имам години и мене ми е многу чест и задоволство бидејќи денеска е во Влези вози само поради тоа што своето последно интервју го има дадено пред точно 3 години. Телевизијата не може да ја замислиме без него, особено незабавниот дел, и на моје огромно задоволство денеска со мене Драган Вучич. Добар ден. Добар ден, поздрав до Ирис, поздрав до цела Македонија. Знам дека сте регионална телевизија. Еве тука сме кај нашиот пријател Џорџ. Многу ми е драго што ќе ја возам неговата кола, а му ја изнајмувам често за моите звезди, ми ги носи од аеродром на кај Скопје и назад, затоа што ми е најсигурен. Ова не е реклама, ова е вистина. Кажете ми, колку долго вие сте зад воланот? Јас положив 79-та. Не знам колку години се. 40. Да. Доволно стаж. Важите за многу смирен човек приватно, таков сте во автомобил? Апсолутно таков. Не брзам многу, си возам онака како што треба, прописно. Не сум некој чаламџија, па и каква кола да ми даете. Тоа, мислам, тоа е до смиреноста, до човекот е, до генот е, како да кажам. Таков беше и татко ми, таков сум и ја, таков и син ми. За вашата смиреност и за вашето 40 годишно искуство зад воланот ќе потврдиме во следните 40 на минути, а драги мои, вие останете заедно со мене и со Драган Вучич. Кога се договаравме за да го направиме ова интервју, ми рековте дека многу ретко гостувате и одамна немате дадено телевизиско интервју. Не ве бараат колегиви или вие не сакате да сте толку на телевизија? Па, не сакам да ви кажам искрено, тоа може да биде меч со две оштрици по тоа што јас сум буквално секој ден на телевизија, тоа ќе вклучиме и репризите. Цел ден да има на телевизија. Да. Плюс 22 години наназад тоа го правите, го работите. Така. Вака влога на гостин како се чувствувате? Супер ми е. Ја не се чувствувам ко гостин, ја мислам дека е моја емисија. Значи така се чувствувате секоја емисија, си ја чувствувате како своја? Мислам, немам ја такви проблеми некакви, мислам. За било која тема, за било која. Само што ете во последно време, последните 5-6 години, буквално не настапувам, не гостувам никаде, ни у шоу емисии, никаде. Пред некој ден имав една покана од Македонска радио телевизија и стварно глатко е одбив, не од што не ми се драги, супер колеги ми се сите, ама не се пронаоѓам. Ова е, значи, кец на 10-ка е што сте и со мене денес. Голема привилегија, голема чест бидејќи Не сте знам ја тука. тоа, меѓутоа стварно. Очигледно дека среќа коцките некако се поклопија за денеска. Нели, коцкиве, да. Очигледно да. Да. Тука некако се коцки, ќе се вратиме на тие квизови, на се она вие што го работите, меѓутоа вие по професија сте музичар. Како одлучувате да преидете во телевизија? Јас одлучив да предам, тоа беше као и секоја работа, сосема случајно беше. 1993 година телевизија Сител тогаш почна да зрачи. 2004 ние се екипиравме веќе, јас бев музички уредник. Ето и музички уредник имаше некаква привилегија, се што ќе му падне на памет да го направи, а што го немало на македонските медиуми. И тогаш имавме една повластица, бидејќи имавме само 3 телевизии, Сител, А1 и МТВ. И многу полесно беше. И за гледаноста и за пустите рейтинзи што сите ги бркаат денес, ја не знам што. Јас така почнав као музички уредник, воопшто не ми, јас ја терав мојата музичка кариера паралелно. Вие знам дека имате емисија со која што почнувате, ама не се појавувате на телевизија, друг ја води. Да, ја водеше Јасмина Накова. Потоа ни фалеше тоа, беа профили од 30 на минути емисии. Оде еднаш неделно и тоа беше фолк селото, као топ листа некоја, ама со некој по-фино именце. И потоа викам што да направиме, ми текна, ајде со талентиве да почнеме со ваши 5 минути.
тоа никој на Балканот, ма немаше шанси, уште тоа. Вие ќе кажете дека после вашите 5 минути, после тоа пронаоѓање таленти, тоа ги гранд дека ви ги Значи, земале идеите. Буквално во моите емисии гостува, ама кој не, почувајќи од Брена, од Саша, сите тие што ги гледате сега. Денес почнали они кај вас. Почна, мислам, као гости доаѓаа кај нас. Тие гости внимателно гледале што правам. Јас со моите скриени камери, со сите тие работи. Скриената камера колку години подоцна си ја зема, си ја зема, си ја присвоила. Но ја не можам се борам со тоа. Прво, ние тогаш во тоа време не можевме да некоја емисија, на пример, да си ја да ја патентираме. Немаше таков систем, не постоеше систем. И можеше кој што сака да си земе од каде сака, така и го направила. Но оние работат со големи пари. Претерано. Тоа е присутно очигледно. Нормално. Мене да ми даете 500.000 евра, знаете што ќе ви направам? Ја вас и она. Мене не треба да ми учите што треба да се направи. Вие точно знаете, апсолутно го знам, ја меракот на публиката. Се што сака да слушате, да види, јас на тацта би им го. Но кај нас ние немаме чувство за такви работи. Зборам за големите фирми. Дали се банки, телекомуникациони компании или било кој некој што има пари, што ете од тоа заработува, да тргнат на страна, да видат како се прави маркетинг. Но ето, тоа е тоа што да правим. И така почнато со вашите 5 минути, ја паралелно си ја терав мојата естрадна кариера, до негде 2000-те, ај ке кажам. До таа 2000-те имам снимено 7 албуми, ми се чини 2 на српски. Јас бев една од поголемите звезди на тогашен Зам Продакшн, сега е Гранд продукција. Повторно околу Гранд се врти. Да. И имав многу песни. А па за моите песни што ми ги спокрадува, па тоа уопште да не зборим. Која е песна? Од Кате Мори Кате, Раде Море Раде, Лепа Лукич, Милош Бојанич, Ритам срца. Ни тама не може ништо да направите. Ништо не може, тоа беше стварно лудо време. Стварно лудо време беше. Може би ви е така криво за некои песни, за некои проекти кои што почнале од вас? Криво ми е. Мене ми е најкриво што ќе се подпишат тие како композитори. Тогаш ми... И тогаш успехот се припишува на нив. Да, од кожа да излезам. Јас со Билош Бојанич, 96 година, имаше Оскар популарности се делеше. Јас ја добив таа престижна награда као најизведуван странски композитор и пејач во исто време за 96 година. А Милош Бојанич си доби награда за најпопуларен хит. Тоа е песната која што никаде ја украде. Да. И сега, ај што ја украде, тој ја и подпише. Кога го видов тоа, кога го видов на генерална проба. Имаше некој скандал? Ма нема, тој во гардеробите доле се испод Сава центар, се долу во гардеробите, се криеше од гардероба во гардероба да не го начекам. И кога го начекав, дојде вамо да ти кажа, како не ти е? Чекај, смири се, изброј до 3. До 10. Па чекај, јас сака да дојдам директно во Скопје, па на синот да дадам чоколадо, на твојата жена букет. Каков букет, какви чоколади, дали си нормален бе човече, стотици и стотици марки беа тогаш. Значи он заработил големи пари од вашата песна. Големи, преку 1.000.000 марки, он таа година само од таа песна инкасираше, зборувам надвор од Србија што настапуваше. Катастрофа. Ама тоа е тоа. И јас се разочарав и се повлеков затоа што белградската естрада, воопште српската естрада, генерално е најмучак естрада во светот. Тоа можам јас да го тврдам затоа што сум бил во тоа. А многу се сладкоречиви. Значи, за да те свртат за 5 секунди. Срце, душа, љубави, ова, она, ти реков ми рече. И ке речеш, добро, не се толку лошо. А за тебе ти копа дупка, ма тоа не е нормално. Да, тоа беше тоа. Да се вратиме на Сител. Јас тоа вашите 5 минути беа бум како што беа до 2000-та година. Чива ваша беше идејата, така? Да. Ја понудивте, решивте, знаевте дека ќе биде бум, почувствувавте? Искрено, ние тогаш што тогаш немаше таленти откривања? Немаше, никаде, ни во светот ја колку што гледав. Дека патоев доста по европските држави и преку океанските доста настапи, да. Но не видов такво нешто. И викам, што да не направиме, меѓутоа јас сакав малку балканизирано да го направам. Тој тоа така го направив.
сакав да им дам шанса на сите луѓе. И тие што се земјоделци, и некои што стварно сака, а знае да пее, дека да одевте дојде. снимавте по рурални средини без никаков проблем кај луѓето. Мислам, ние снимавме секој петок. Одевме по општини, а општини има мал милион, така да имавме однапред. Да, јас лично се договарав со градоначалниците. Тие обезбедуваа сала. Јас носев цела екипа и Ранко Рангелов го носев и Војче Китановски и некои од пеачиве наши познати. Малку да ја разбиеме таа надпреварувачка еуфорија, карактерот на надпреварувањето. И потоа ќе изберевме тројца и тие тројца се земаа учество во Скопје во директен пренос во 18 часот на телевизија Сител. Во тој сегмент кога доаѓавме таму не беше директно одма ајде кој ќе се пријави. Туку јас во еден часот имав аудиција. На таа аудиција се јавува се и се што има многу гафови, многу интересни случаи. Ги црпев материјалите од таму. Имаше случаи многу, значи се пријавува деца од мали до ајде да не кажам 90 години. Во општина Кривогаштани ден денес се сеќавам. Снимавме тоа талентите и доаѓа еден дедо со бастунче и со внукот. И се пријавуваат, сега како се викаше, не е битно. Викам, што вие? Ја вика не да пеам, вика јас ќе завивам ко куче комаг. Како вика ко куче комаг? Па вика така, јас знам тоа да го правам. Добро, викам, повелете. И стариот си дојде и му вели на внукот, ајде удирај. И овој си легна со бастунот на бината и овој почна да го удира. Овој почна ко куче, да цвили, потоа му текна комагаре. Тоа, значи, не може. И јас го земав ко специјален гостин во самата телевизија. Тоа беше начинот на... И убавината. Да, и убавината на целата емисија. Целата беше спонтана, ништо не беше наместено. Вие како постојано сте блиску до народот, го чувствувате што народот сака да гледа? Апсолутно. Јас сум со народот и јас сакам. Јас не сакам емисии во ракавици. Прво. Тука нема успех. Тоа да се разбереме. Колку сакате бидете културни, вие морате да мислите као луѓето околу вас, као народот, као обичниот човек. Апсолутно. Инаку тука нема успех. Тоа да го заборавите. Може да биде интересно месец, два, три, но луѓето го чувствуваат оноа кога сте вие блиски со нив. И на нивни јазик им се обраќате. Не се обраќате на... Апсолутно. И тука беше и најголемиот успех на емисијата. И беше многу напорна емисија. Сметате дека вашите 5 минути вие најголемиот успех во кариерата? Па, најголем успех. Зборувам за телевизиската. Јас имав премногу, не знам колку емисии, колку циклуси сум имал. Емисии? За мене, најуспешна, да, вашите 5 минути. Меѓутоа, најдобар проект мој е Некогаш и сега. Од пред 7 години на Канал 5, Арија бенд и уште 14 музичари од филхармонија со лептир машни. Не знам дали се сеќавате со... Јас се сеќавам... Девојчиња со цилиндри, со бастумчиња, као канкан облечени. Сега Мартија Станојковска, која што е во Пинк звездички од Куманово, знам дека има една снимка на 6 години како доаѓа кај вас. Мислам, кој не бил, а што е сега натаму негде на кај свртена кај звездичка ова или она. И од постарите сега веќе, нели? Да. Кој не се пријавил кај мене затоа што сме имале и такви надпреварувања. Вие имавте уште еден циклус каде што баравте таленти. Имавме, да, тука излезе Владко Лозановски. Па не само Владко, Јане Донимагловски, потоа Боби Мојсовски, ма има, само јас не можам да сега во моментот не ми текнува кои се. А на ваши 5 минути ми излегува Александра Пилева, ми излезе Житарова, Јованка, малата, мислам малата, не е мала, Биба Додева, Искра Трпева, Миле Кузмановски, Елена Велевска и еден мал милион луѓе кои што денеска имаат кариери. Зошто денеска, да речеме, во Македонија не успеваат таквите шоите? Пробавме со Идол пред 5-6 години. Некако и у светски рамки е тоа така. Се прави шоуто додека се прави, после тоа нема звезди. Јас мислам дека ние сме мал пазар за звездите и тоа се чувствува. Затоа што вие да бидете звезда не можете да циркулирате во 2 милиона пазар, ама воопшто.
И се ќе се сведе на една или две тезги или настапи, како што сакате, по дискотеки и тоа е тоа. Тука нема успех. Друго е горе. Значи, Србија, да почнем од неја, пазар од 10 милиони. Меѓутоа, уште најмалку 10 милиони ја гледаат упорно таа телевизија, една или две, и на нив им е отворен и странскиот пазар. Тука и диаспората. Кај нас, апсолутно. Кај нас, евентуално, Австралија, евентуално Америка, нешто по месец дена. И тоа во поголем случај не се концерти. Да, ние велиме, одиме на концерти, на турнеи, меѓутоа тоа се повеќето кафанчиња и тоа е тезги. За почит, да, тезги. Овде каго нема тоа и што се сведува, нашите пејачи кои доаѓаат, се враќаат во Македонија, остануваат само на свадби, да ги викнат за свадби, да земат некој денар. И јас тоа го осетив уште 2000 година и затоа прекинав уствари. Да, вие тоа ќе кажете дека тие 98 крајот, сваќате дека нема пари во музиката и решавате. Не, ја видов дека ќе има многу криза. Да. Ја не се пронаоѓав во тоа. Јас сум човек со многу идеи и не сакам да чекам некој да се смилува да ме викне на свадба или крштевка или не знам што, да ме викне на една турнеја или еден настап во Германија. Тоа не те прави среќен воопшто. Не те прави сигурен во животот. Секој од нас има фамилија која треба да се негува, да се чува, да се издржава и така натаму. Ве прават среќни последниве проекти кои што ги имате со квизови? Јас сум носта позитивен и среќен. Луѓето што ги гледаат многу се позитивни, сакаат да ве гледаат на телевизија. Ја мислам да, овој квизов последниот сега, тоа е цепажа жива. Мислам, вие не сте, не се издоговоривме како што треба. Јас можев да ви дадам пас да дојдете зад камерите да снимате, да видите што све се случува дури се снимаат. Ние снимаме по 5 емисии во ден. Уствари навечер. Колку часови снимате? Па негде ноќеска снимавме до 1. Јас дојдов во 1:15 дома. Капнат, значи јас морам да сум во дело, во кошула, а сите други се во кратки маички. Имам од озгора, ајде да не претерам, 40 рефлектори што ме пратат. Сега работите со продукција, па можеби тоа е така. Меѓутоа претходно кога ги работевте срекни коцки, си бевте малку поопуштени, вие Ја си срекни доаѓавте. коцки, супер ми беа. Срекни коцки, јас си седев и верувајте ми, горе мора да имам евентуално кошула или нешто, а доле уште у купачи не им дојдов затоа што не се гледа видео. Кломпи ќе дојдеш по овакво, ќе дојдеш во влечки со кратки панталончиња. Ма уживање беше. Сега, малку е подруг концепт. Премногу подруго. Ќе ве навратам и на срекни коцки, а меѓутоа сакам да ве прашам, поголемен дел од квизовите кои што денеска се пласираат и во Македонија, меѓутоа и надвор, се на принцип парични награди. Вие одите малку повеќе со прехраната. Па нормално, нашиот народ и во моментот ја знам што му треба. Мислам, бидејќи нема пари, банки ве не даваат, никој не дава, сите се стегнале, а милионски суми имат од добивка. Ние што мораме да правиме? Мораме се свртиме на производи. А тоа не ли е производ? Нормално, што го купуваш ти, мораш да го купиш. Нека субститут за пари. Апсолутно. На некој начин. Вие почнувате и со кафе, доста се имам јас. Се шегуваат на ваша сметка за тоа? Супер, ви пречат тие шеги? Ма воопшто не ги ни читам, ни ништо. Јас сум одавна тоа не ми смета. Отрпнат си да такви работи. Воопшто. Дедо ми велеше и во секој интервју тоа го кажем. Синко, зетко, нека ти чади оџакот само. А ти и мене тоа. Само право да ми чади оџакот, ништо друго. Дали избореле за мене, дали има, па ми има преку 200 вицови за мене. Ништо да правам. Тоа сте седнале некогаш да прочитате некој виц? Ми кажуваат, ја не се смеете како реагирате? Ја немам Facebook, на пример, а не ги ни читам тие страни. Прво немам време, а и не се замарам со такви, затоа што у таа бранша сум тој бизнис, сум и знам како ќе тоа оди тоа. Ќе те видат нешто, ќе направат као да тие биле и тие го виделе, а тие абер нема. И после кога ќе ги прашаш... Не знаеш што се случува. Што беше? Абе не, чекај, не, извини, молим те, погрешно си ми разбрал. Да, се случува мене, тоа некогаш... Јанко или Петко ми кажа, не, јас не видов. Се случува некогаш да му речете, абе не е тоа така, зошто така? Ма не кажувам ја воопшто. Не, вие не ме знаете, јас сум надворо сите нивни шеми. Воопшто не ме интересира што им се случи. Јас само мојот бизнис си го терам и што сакаат нека зборат. Грижата за вашиот автомобил секогаш треба да ви е на прво место. Тоа значи истата да ја препуштите во раце на најдобрите. Тоа се нашите пријатели од автосервисот Бушар, а доколку размислувате за нов акумулатор, тоа направете го кај Табмак и акумулаторите од брендот Весна.
Луѓето приватно кои што ве знаат, кажуваат дека вие сте многу смирен, многу поразлично од тоа што се прикажувате на телевизија. Апсолутно. Таму си ја издувате цела енергија. Тоа е тоа што јас морам со публиката да сум на исто ниво, заедно да сме си во се. И публиката осеќа, верувате, во квизоеве, па најмалку што одговараат тие, ја за нив одговарам ја, плюс давам, еве го овој квиз. Да. Ниједна песна нема да ми погодат, ајде, ова е, она е, само за да ги добијат производите. Верувајте ми, ниеден не е отиден испод 3 до 4.000 денари во производи, да. А некој, као сношти што ми се случи со патувањава, се живо ми земаат 10, оваа сношти емисија што беше, ќе биде после 15 дена, можеби, не знам кој ден ќе биде. И тука да се прерачуна, тука е негде од прилike 22.000 денари добивката. Значи успешно за оние кои што гостувале. Апсолутно. Сега не можат, багажникот им беше сношти, затоа што ние кога ќе завршиме со емисијата, веднаш им ги даваме. Им ги давате производите, да. И ваучерот во случај еве за Грција се добија. Супер, одлично. Мене ми е многу драго, затоа што ја имам отворени карти па од моите спонзори. Колку што мислам да дадам, ќе дадам. Давате, да. Ако треба да дозирам малку повеќе, ќе дозирам. Ако треба да одземам, ќе одземам. Добро, тоа што имате одврзани раце, ви веруваат. Па доста години соработуваме и никој не видел лошо од моите реклами, спонзорирани дали преку устна презентација, дали преку ЕПП, дали преку поп-ап, како и да е. Вие во 2004 година, ако не се лажам, добивате во Сараево награда за најдобар менаџер. Да. Источна Европа. Ете, дома ми седи дипломата. Имаме 5 мена добиено од Македонија. Јас, Трифун Костовски, Штерио Наков, за одредени области. Да, одредени области. И као градоначалници, еве и Стевче доби пред 2 години. И уште еден имаше, не знам, и тоа некој баш бизнис. Ја бев од естрадата и никој нема единствено од естрадата. И до сега никој друг нема земено поминати нема, ми се чини не. 12 на години. Да. Горе-доле. Што да правам? Мислам, јас тоа само нити па не знам од кај сте го ископале ова, ама убаво е да се знае дека ете и ние имаме коин за тркање. Јас да сум надвор, значи да сум надвор од Македонија, на некој пазар од 20-30. А замислете да бев во Турција. Значи јас да бев во Турција. Сте се запрашале некога што би било кога би било да речам да сум во Србија. Јас ќе имав €1.000.000 годишен приход. Да бев еве од Турција, во Србија, ајде да ги преполовиме. Не сте се пробале негде надвор? Јас пред 6 или 7 години Мартин кога ми беше во Белград, одев нонстоп. Да. И бев во ова прва српска сега што е, тогаш почнува. И имав понуда, бидејќи моите родители, татко ми е србин, мајка ми е хрватица, ние дома тој јазик го гаиме. Да. Јас сум одел во школа српско до 8 оделение, потоа со музичките нема врз. Меѓутоа тоа ми е мајчин јазик, мене и јас се снаоѓам исто, нема што вие кога ќе отидеме во Белград, јас автоматски се префрлам на нивниот јазик. Се чувствувате како нивен? Па ја не се чувствувам, јас сум тука роден, но јас мене не може да ме познаат дека сум од Скопје, некој што ме знае, да. Кога ќе почнам да го зборам тој јазик. Значи јас имав покана, понуда, имав една за едно големо шоу да го водам заедно со Јелена Бачич-Алимпич, но не испадна ништо од тоа поради смештајот и уште некои други работи. Инаку ќе беше стварно добра работа. Не се реализираше шоуто, можеби со некој други? Не се реализираше воопшто тоа шоу. Тоа беше некој мене не ми одговараат типови на шоуа купени производи, значи од Германија, од затоа што нивните гледачи и нашите гледачи не се исти. Сам различна размислуваат, ние сме Балкан, они се сосема друго. И затоа мене не ми одговараше и начинот поеќе на каков тип треба да се води таа емисија. Јас сум си тој и им го кажав тоа, мислам дека горе-доле го свати некој од нив, горе-доле не, меѓутоа камен на сукнувањето беше баш тоа, смештајот и тие работи. Тука не се најдовме, бидејќи Белград е очигледно многу скап град и да се плаќаат и станови и ово, она, веќе кога се пребацуваш да работиш таму, веќе треба да се направи. И добро, мене не ми е криво, јас се вратив поведнаш и направив една емисија, што стварно ми е врв до сега, као што реков преска, некогаш и сега. Тука ми гостува многу пеачи од Ексил, од Грција, од Бугарија. Да, меѓутоа во живо се свиреше со 22 музичари. Вие како музичар тоа апсолутно големото задоволство, да.
некогаш и јас ке дојдев, ке земев бас гитара, ке им земев. И тоа се во живо, без да се знае, без наместено да е. Без да е по некакво сценарио. Апсолутно, без сценарио. И гостите што ми доваѓаа, што ќе ме прашаш, ќе те прашам ова и ова. И тоа што ја треба да му го кажам, не му го кажам најбитното. После, зошто ме прашаш? Ама добро беше, добро беше. Да. Ако ти кажав, може би ќе се спремаше, ќе се подготвуваше. Да. Кога споменавте Турција, дека таму ако би живееле, би имале сега милиони на годишно ниво, вие и отидовте во Турција со проектот на Турско кафе со. Да. Исто така прв проектот таков калибар, дојдоа турските серии и вие заминавте таму со најголемите звезди. Како се стига до толку големи звезди? Бидејќи пазарот е огромен и пазарот тие е се огромен, звезди. меѓутоа јас имам една голема среќа. Првиот контакт мој не беше со звездите, туку беше со главниот монтажер на Долина на волците, кој е од Скопје, Ѓорче Петров. Кемал се вика, Кемчо. Инаку работеше во МРТВ. Заедно со мене, заедно со мојата сопруга, и он отиде пред добри 18-20 години таму, се пресели со својата фамилија. И кога слушнав јас дека он му го најдов и телефонот, директно со него викам, ми треба тоа и тоа. Драган вика, доваѓа со екипа и јас ти обезбедувам најмалку 10 актери од Долина на волците. Тоа беше хаос. Хаос. Знаме тука нели дојде Полат, па и тука беше хаос. Тоа беше башка. И потоа, од кога дојдов таму, од кога ги снимив нив, автоматски почна, ово е добар. Знаете, турците многу сакаат честно интервју. Не сакаат да ги прашаш за некои работи. Тие се малку на друг начин се таков тип на луѓе се воопшто генерално во Турција. Не сакаат многу пикантери и такви радови. Мада има специјални шоу емисии во Турција кај што ги чекаат на дрво, ќе се качи па 24 сата, ќе чека на дрво дури. Да, многу, претерано големи. Значи, ние кога доаѓавме таму, прво требаше да не претресат сите, дали имаме пиштоли и ово. Потоа, кога ќе одевме на локација, по 2 или по 3 комбиња црни пред нас оде, заедно со актерот. За еден актер зборим. За да организирам јас интервју во некој елитен ресторан на Босфор, мене ми требаше прво дозвола од газдата, второ дозвола од менаџерот и дента кој ќе биде во таму, не во екипата, туку кој ќе биде гостин, они си имаат, немешто таму, тоа е се резервирано, по име и презиме. Дали тие ќе се сложат да ги видат во некој кадар, во исто друштво да бидат, може би некој не, тоа се некои големи бизнисмени, тоа може некој дошол со некоја пријателка, па не сака, значи тоа е страшно комплицирана работа. Потоа почнав полека и дома да им одам, ама тоа се расчува, и доваѓа Драганом, значи многу не сакаат, многу. Значи за Македонија душа дава. 70% од актерите имаат корени од Македонија. Чат пат знаат по некој збор и ќе ми извадат слика, татко или бил баба, прадедо, дали од Битпазар, дали од Топанско, тука негде, дали од Битола, Кичево, обично тоа се тие градови кои оделе на печалба 50-тите години и многу се некако приврзани до нас, многу буквално мислам тоа се осеќа. А многу се гостопримливи отпосле од кога ќе го завршиш интервјуто. Тоа, кога ќе се заврши интервјуто, кога ќе се изгасат камерите, тие се големи звезди. Ама големи звезди, сега одиме на ручак или на вечера, затоа што ние по двајца снимавме во ден. Прво дистанците од едно студио до друго или од еден се многу по 2-2,5 сата можеш да стигнеш, а се принципиелни сакаат точност. Уствари, да го поедноставам, точност сакаат менаџерите, а менаџерите сакаат да бидат поголеми звезди од самите звезди. Некогаш е полесно со звездата да контактираш него со менаџерот. Ама сега ја не контактирам веќе со ниеден менаџер, све со звездите. 5-6 звезди од сите тие до пред 3-4 години доваѓа кај мене по 10 дена во Охрид. Кај мене во станот. Или па јас со сопругата бев прекланската година кај на наш многу позната актерка од Лисјата Паѓаат. Не старата Джеврија, туку снајата, не знам колку се. Дојде, не знам јас како се. И таа дојде тука, да, Бену се вика инаку. Она беше со керката нејзина кај мене едно 7 дена во Охрид, потоа возвратна посета
на еден остров, еден таков апартман со базен, цело море се гледа, не држе, овака не држеше. Ја оком, он скоком, што велат србите. Значи, стварно се многу бурак овој плачот на виолината. Па уште едно 5-6 од тие ептен екстра звезди. И тие ми беа дома. Полат какво искуство имате? Знам дека овде се блендирани коли со... Полат е звезда посебна. Значи сите се звезди. Моментално се брои помеѓу 5, а не е актер. Значи не е актер. И грото од нив не се актери. Кој бил мис на Турција, мистер на Турција, не знам, фейс, туркиш фейс, имате такво нешто за избор. И потоа ги зимаат, ги приучуваат и некои многу се, значи стварно ги бива за тоа талентирани. Некои така, ама некои стварно. Ги ставиме на страна ајде телевизискава кариера, да ве вратам јас на музиката, бидејќи големи музичари ќе кажат дека вие сте еден од најдобрите басисти во Македонија. Од каде љубовта кон басот? Па од мали нозе, јас додуше нижа музичка свире виолина. Знам дека и да речем имате хармоникаш во фамилијата, вашиот татко Гајдаджија, вашиот дедо. Вие бас. Па ја што знам, ја па хармоника па ич не ми се бендисуваше. Дали стално слушав кога пробуваше, татко ми даваше часови дома, инаку татко ми свиреше во ансамбл танец. Прва хармоника им беше. За жал починате веќе 18 години, ама генот ми е од него. Да. Дефинитивно, генот ми е од него. Нешто мајка ми можеби не е музикална, ама до толку па не. Значи прво жичани инструменти ја обожавав гитара, не обожавав, татко ме стави на виолина, па ме болеше рачето мало, па тука под брадокот ме болеше, па 15 минути дете, а долу играат фудбал, Драган, ке дојдеш на, а ја вежбам, но тоа беше катастрофа. И добро, некако ајде помина, 8 оделение и ајде ке одиме ние во средно музичко. И ме видела висок штица, не ме гледайте сега, ја бев 40 кила со се кондури, со се кревет. И ме видела, вика ти си само за контрабас. Што е тоа контрабас, ја не знам. Еви, ги го покажа повисок од мене. И го земав тоа, рацете, ја прсти ко кебапче имам, ама добри се за контрабас, за вежба, за таков стил, знаеш. И почев да плачеме, бе тато, што да правам, бе, не сакам. Ме зафркаваат и вика Миле, татко е Миле се викаше, вика, ние ќе одиме сега во Белград на војна академија. Да, одиме, не сакам контрабас. Не отидовме да се пријавам на војна у Земун, војна академија за војни музичар. Ја имав 49 кила, а требаше 52 да имам. И затоа не ме примија и се вратив назад. И повторно, ајде, што се, ајде, контрабас, да. Ама јас си го засакав паралелно со контрабасот, сите ние сакавме бас гитара или гитара да свириме. Млади дечиња, модерно, да. Разноразни групи, низ XU тамо. Па да, ја мал бев. Тогаш имаше групи безимени и така натаму. Ја у подруми одев кај нив, ги дзиркав, како они тоа свират, како вежбаат, тоа мене ме хранеше. Но кога ја земав бас гитарата, значи за бас гитара да се разбереме, прво треба апсолутен слух кој го имам. Второ, треба страшна инвенција, значи идеја во свирката, затоа што фундамент на оркестар е бас. Кого сакате, прашајте. Ако немате добар басаджија, што велам ја, бас гитариста, да ве води низ, не е битно што ви е напишано у нотите, или не е битна шифрата што ви е напишано, како ќе ја разложите, како ќе го обоите оркестарот, тоа е најбитната работа. И ние бевме тројца басисти во XU, каде што ги нудевме нашите услуги. Значи, ќе дојда нови фосили или се снима Емој Саша е мој производ, мислам цел албум. Ми плати авион, отидов у Кроација, тогаш е Њуготон, снимивме за 3 дена, ме платија фино лепо и си дојдов. Тоа беа најсладки пари. Така беше за Томас. Ја не бирав дали српски, дали хрватски, дали е народно, дали е забавно. За се ме биваше. За се буквално.
И ќе отидев и Ора свирев со Боки, цел албум, со Шабан, цел албум, со Бреговиќ, цел албум и уште еден на грчки. Значи тоа се два албуми. Липец Вату во албумот сум, мислам. Да. Битната работа е што прават сите тие. Ај ти тоа отсвири го, фино како што мислиш, не, на тебе оставаме. На тебе? Да, јас ќе им обојам така убаво да уопште вика кај ти текнуваат овакви линии. Па ми текнуваат тоа или го имаш или го немаш. И потоа он по моите линии отсвирени си прави албум, си прави. Па не си прави тоа е веќе снимено. Да. Туку го учи главниот басиста што им е у групата или не. Целата линија се учи слушајќи. И апсолутно е свири мојата линија што сум. Да. Ама јас сум платен за тоа, ја не можам да се кажам не можеш ти како е може тоа кога е тоа платено за тебе и тука застанува целата соработка. Така да имаше многу со Чолич и по турнеи има турнеи на Русија, СССР тогаш е. Па да не со кој од нив имате останата во контакт? Па со Здравко Чатпат у Белград обавезно се значи кај да е ние мора да се видиме, ама ние двајца. Да. Не со 6 души, со 8 души, Здравко кај да е ќе дојде со такси, тој не вози, само такси. Стварно не вози. И ќе си отидеме на некое мирно местенце тамо да се изнаприкажеме, па тој, па ја не знам каква меморија има тој човек. Па ја пола работи сум ги заборавил, тој се живо знае и клучалката како била, и ова, и кој град, и как. Така кога ќе седнете си лоцирате спомени? Па нормално, тоа беа, значи ние кога доаѓавме во СССР тогашен, тоа беше словенска естрада, ама тоа беше лудило. Здравко е нешто постар од мене, на 4-5 години, но јас и он бевме срцекршачи. Значи да не ви кажам и да не ви се фалам. По 20-30 девојки на рецепција доле чека, а немаше шанси горе да ги пушта. Тоа беше многу дури вие ако реагирате за некоја девојка? Ништо, нема шанси. Би им даваа по 10, по 15 рубли доле да ги пуштат горе, ма немаше шанси, никакви буквално шанси немаше. А доаѓа, например, денеска ни е концертот у Москва, утре дента ни е у Баку. 5,5 сата е лет со авион. Кога гледаш? Стигнале пред нас. Со некој друг авион. Да. Многу убави спомени. Не, ние не правиме муабет само за девојки, ја не ги ни памтам искрено. Тој ги памти и со име и со број на чевли, мислам, ја не знам што беше тој. Меморија страшна. Кога сме веќе кај меморијата, јас ќе ме навратам наназад, бидејќи сега возиме, тоа е концептот на оваа емисија. Знам вие во еден спот го имавте првото БМВ кабриолет во Скопје, го возевте, ваше беше или? Не беше моје. Беше на еден пријател и велам шо да правиме, како спот. А Тони камерманот главен во Сител вика, ајде бе, ќе направиме да возиш ти, да најдеме кабрио кола некоја. И мене ми текна, отидов, за 5 секунди и одма ми ја дадова колата, се договоривме, пријатели. Да. И кај ќе снимаме на Партизанска, таа најширока улица. Меѓутоа е најфреквентна. Па најфреквентна. Меѓутоа тоа беше снимено 90 и не знам. Пета, мислам, јас, ако не се лажам по тоа што... Добро, не е битно. И сега ние одиме пред мене кола, позади мене кола со камери исто како и сега. Потешко беше снимањето тогаш, каде? Па нормално. Сега, кај ми свират од позади, кој е овој сега што оди 20 на сат, ја не можеш да брзаш, мора полека. Ја БМВ, Ганс ново, Фиат и такви некои постари коли како што ги имавме до распадот, нели? Сите возевме такви коли. И ја во снимката гледам, добро бе Тони, не го видовме ова, вика ја не можам да го бришам. А веќе не се смеат, а што беше проблемот? Ја у третата лента возам и си пеам, не знам, ката е морикато, која е? Мислам дека е таа, да. А, ката морикато е, си ја пеам ова, она, мафта ми туку едно црвено фиче до мене. Ви поминува? Не поминува, шиба 60 на сат, ја викам како бе беше, дај бе стопирајте ги луѓе. Тоа ми беше онака најинтересно после кога го измонтираме материјалот, викам готово. Готово отиде, нема назад. Има често гафови околу вас и во вашите емисии, паметите ве да речеме од последниве квизови, нека гаф. Од последниве квизови, ај колку што сакам да излегуваат и на портали, колку вие сакате да им помогнете, ама. Па добро сега, секој кој работи греши. Да. Во минатава емисија, во
вчера кога ги снимавме емисиите, во една од нив ми излета нешто сакајќи да помогнам. Да. Третата игра е асоциација. Значи, вие само описно можете да дадете. Ако е црн патлиџан, например, вие морате описно да го кажете. Да. И ви излезе нешто. Па ми излета, абе патлиџан, се удрив по рака и тоа све отиде. Добре, тие такви работи, да, тие такви работи ви доаѓаат сами по себе, ништо не е планирано? Не, апсолутно не. Па не, ја не знам компјутерот што ќе изврти прво. Ние не ги знаеме прашањата однапред. Ја имам буба, отпосле ќе ми го кажа точниот одговор, нормално, ама не знам што, ни тие не знаат. Не ни знаеме кој песник е пред, не знам дали ја гледавте пред некој 10 дена една емисија, таа најголем рейтинг ни направи. Најголем буквално од цел ден од сите телевизии. А што беше? Маже жена настапува и во втората нели имаме песни. Да. И прво се расправа, ја ќе пеам, ти ќе пееш, не, ја нема да пеам, ти ќе пееш, ај се договоривме некако, а јас ги снимам кога ќе кажам стоп, дајте ми джингл, дур се наместа тоа, она па се расправа, она, бе како не, бе, добре бе, толку ли си глуп, па нели, тоа се оди, ние си го снимаме. Да, нормално. И тоа сега ќе ми остане мене за некој The Best Of или нешто што ќе правиме ова, тоа, и сега оди песна. Првата песна, не знам што, втората песна почна кој ти го тури и овој гледа, пее и не може да веруе. Кој ти го тури жено, кој тоа име твое не. Да. Втората строфа повторно вика на жената. Као жената му одговара: кумот ми го тури мажу, кумот ми го. А ова му вика там: не, кумот. Тоа беше цепажа и јас викам стоп снимање, ама прво публикава и треба шамивчиња. Многу се смеат. Претерано се смеат. Значи, навистина забавно, навистина се срекне луѓето и тие што учествуваат и ние што гледаме и вие на снимањето. Апсолутно, да. Има такви гафови, ја не ги ни паметам, сега вие велите дека ги има добро, да, еве јас од новинарски аспект ви кажувам дека што и да се случи, што и да направите, излегува веднаш на портал. Ве читаат, сакаат да интересни сте едноставно, сакаат да сте тука присутни да ве гледаат. Знаете што е проблемот во тоа? Чим ќе направам ја нешто автоматски и тој што го постира тоа има бенефит од истото, да. Апсолутно. Тука е, не од има што те кликови да сакаат, речеме на порталите. Тоа со Ice Bucket Challenge што беше со чашата вода, планирано ви беше да се истурите или? Не, во моментот ми тека. Многу топло. Тоа толку жешко беше тој ден, значи имаше 45 степени, а последна емисија ми беше. Од утре знам дека си одам на море, викам ајде да си ја го почнам ја одморот и се полив и сега од тоа што испадна после, ајде. После излезе навистина многу фаме околу тоа, ама тој беше веќе како предизвик како што се случуваше во светски рамки. Ама ја не го знаев тоа. Не знаевте за него? Па не ги следам ја тие работи, мислам. Значи и кога ми рекова, абе ти дека постои тоа? Абе викам, стварно не знам, мислам без везе. Сега да се фалам, ама не сум знаел. И што ја да го копирам некој тамо, не. Мене тоа спонтано ми излегува. Нема врска. Има многу шеги на ваша сметка, знам дека вие можеби не реагирате, меѓутоа вашата супруга имаше едно Facebook излагање дека малку ја преку глава од се. Па изгледа и пукна филмот тогаш, затоа што знае дека се сите тие работи од прва до последна неточни и веројатно е погодило, ја погаѓа и за синот, ја затоа што мислите дека само јас. Да, дека тоа што вие човек што работи радио телевизија во медиум е толку години и знае што е. Што се случува? Меѓутоа, она да изреагира така, мислам стварно. Некоја граница била претерана. Да. Сметате ли дека можеби вашето презиме му одмогна на Мартин или му помогна во одредени делови? Не му помогна, му одмогна. Му одмогна заради нашите луѓе овде кај што се исклучително љубоморни. Знаете што? Мартин е вонсериски музичар, ќе ви го потврди било кој тоа и да го сака и да не го сака. Вонсериски пејач и вонсериски музичар, прво. Второ, Мартин е такво добро дете, културен, воспитан, што нема ни врска ни со мене. Тоа е цело воспитание на мајка му. Одмерен во секој случај. И затоа е погодило вашата сопруга. Мојата сопруга има разни написи па што пишуева за Евровизија. Да, па тоа не можам да ви опишам јас.
Бидејќи ете во Евровизија во тој сегмент му одмогна на некој начин и за неговата кариера. Многу. Сметате дека беше грешка од овој аспект? Не еден спонзор не икеше да влезе тогаш. Македонија ја представувавме. А Мартин имаше можеби најдобар настап до сега на Евровизија. Зборам овака гледано визуелно, со тапаните, со сите работа. Песната беше фантастична. Одлична. Ние освоивме 12-то место, се пласиравме у втората во финалето. Сето тоа, мислам, ние не можеме да се гледате како се даваат бодови лево, десно, ова, меѓутоа мора пак нешто да има за барем, ако ништо друго, во финале да се влезе. Да се влезе. Не реков дека била песната Острава, меѓутоа беше певлива. Тоа што поминуваше тие години. Тоа му одбогнува тоа бидејќи сум му ја татко. А не е битно што на некој професор, доктор, син му и керка му работат во истата клиника и он ги запосил. Не е битно што на некој поп син му отишол, се запопил. Значи не е битно тоа, битно е на Драган син му што ќе прави. Мислам стварно претеризам, голем претеризам. Но тоа е тоа. Можеби вие влијавте малку во изборот на инструменти дека е Мартин? Не. Ништо? Значи Мартин од мало Сам одлучи? Сам од мало Мартин почна со тапаче мало. Значи на негова си возраст, година дена имаше можеби. Он играчки немаше колички такви работи. Он се спиеше со мали стапчи испод јасток. Потоа дедо му напредно миниатурно малецко тапанче. Но вие не знаете која среќа беше по цел ден со тоа. И тогаш одна фаќаше ритам. Да, она што видовте дека ќе види и со мене доаѓаше. Секаде ја утапче гравче тогаш свирев. И кај што имаше време, ќе го носев, дали денска ако беше свадбата ќе го земев со мене. Ако навечер свирекам панорама до некој време 9-9:30 до нему се спие и полека ќе дојде до бубњарот Вангел, нашиот кумот ми е. И прво ќе му земе едно од резервните стапчиња и стои. И гледа како реагира, овој се прави ништо не го познава. После ќе земем ше едно стапче, пак гледа дека овој не реагира. Не реагира, можам да поминам. Ние нешто свириме и кај што треба на чинелата чао ќе удри уместо ангел. Тоа е, значи затоа велам, музикалност, апсолутен слух и е вонсериски музичар, значи вонсериски ритмач, тапанар, 33 инструмента свири, магистар е по музика, еве сега е и доцент на факултетот, има титула. Значи секој родител што би сакал, ете тоа мене ми се исполни. Да. И сега за сам крај, бидејќи тука некаде привршуваме и се враќаме, помина многу брзо летна. Очигледно дека ни тргна и на нас муабетот. Да ве прашам, за последниот проект кој што го работите, Стрекни луѓе, зборувавме малку низ интервјуто за истиот. И сега јас да ве прашам, чива беше идејата за тоа вие соработувате со Томато, со голема продукција? Идејата беше моја. Сега да се разбереме, да. Оваа идеја е широко распространета, не е моја измишлјота. Јас можам да вметнам нешто внатре за да биде различно од другите шоуа. И вметнам. Добро. Идејата беше моја затоа што веќе да стојам 4 години да седам уствари и ало, ми се досади, треба малку акција некогаш. А на народот треба да го почувствувате времето што треба да се смени во кој период. Јас, ако ми велат, ами што бе 2,5 месеца подиш на одмор, во моментот на народот највеќе им треба смеење. Ама тоа сум убеден, 1000%. Затоа и велам дека во прав тајминг го направив, идејата е моја, ја имам и мои пријатели што се работуваат квизаџи со мене, двајца се, малце нивни идеи, малце мои идеи и концепцијата ја направив. Јас готов проект му го понудив на Томато да се снима. И Томато што направи? Ги дава камерите, ги дава студиото и све што треба околу, нели? Имаме и човек што се грижи околу публика, имаме и дури човек што се грижи околу сендвичи, да не ни се гладни, затоа што по 8 сата е публиката, тамо се снима, не е малку тоа. Добро, значи вие за се грижите, сите се задоволни. Дури и сокчиња, дали не газирани или газирани, тоа све преку мене. Мислам, ја не одам по сокчињата, ја ги договарам, ама имаме организатор кој сето тоа го прави и даваме лента на рака на Канал 5. Значи измонтирана емисија.
И како сте вие задоволни од Да, супер, рейтингот е фантастичен. рейтингот, да. А што е она во иднина? Може би продолжуваат од септември, Да, правите пауза? од 19 септември повторно, јас сега деновиве треба да го потпишам договорот со Канал 5. Да. Уште некои ситници треба да Се допрецизира? Да се да, бидејќи очигледно чим имаме сега оваков рейтинг, можете да замислите каков рейтинг ќе биде од октомври кога сите се дома. Да. Мислам зимно време, тие 6 месеци 7, во тој термин ние ќе бидеме неприкосновени. И затоа чим сме неприкосновени, а телевизијата сака добар рейтинг, Да. мора да се испазари. Стартувавме од Рента Кар Џорџ, тука и се враќаме за да си ги сумираме сите впечатоци од возењето. Како ви се допадна автомобилот? Супер, имам исто ваков иста година. За тој ве праш? Друга боја, одлично, перфектни. Мислам на секого препорачувам да си купи оваква кола, па ако сака рентакар, препорачувам кај Џорџ. Стварно се најсигурни, нон-стоп сервисирани и добри возачи. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам за гостувањето денеска, ни беше чест и задоволство. И јас ви се благодарувам многу. Имате привилегија, знаете преку која линија дојдовте. Да им се заблагодарам на сите гледачи што не гледа. Ми се чини дека беше интересно, ако не, па вие свртете друг канал. Јас знам дека ние го имавме вашето внимание во ова издание на Влези вози. Се гледаме за точно 7 дена, а до тогаш не заборавајте да возите безбедно.